Ова е Чегране, најголемото село во Република Македонија, и по површина и по број на жители. Во ова село живеат 7000 жители, а меѓу нив е и Арбен Исеини, наставник по физичко во основното училиште Парпарими. Исеини одлучил да им помогне на своите соселани. Се започнало кога поделил училишни ташни на социјално загрозени семејства, а ги добил од печалбарите. Откако посетил некои семејства и видел во кои услови живеат, одлучил да им ги подобри условите. Почнев со другари да зборувам со луѓе, со тие што ги знам и што помагат, и што мислев дека ќе помагат ако почнеме нешто да правиме. На првата куќа што беше многу лоша ситуацијата, тука имаше потреба да се прави нешто. Тие живеат на едно место 2 со 2, 4 квадрати, 6 максимум. Ни купатила, ни вода, ни ништа. И тоа мене многу ме вознемируваше и мислев што да правиме. Почнав да мислам и прв човек што отидов беше еден аџи од Чегране. Исеини сакал да обезбеди средства за да изгради барем една соба, но неочекувано само од 2 места собрал 5000 евра. Се родила нова идеја да се изгради нова куќа. Аз мислев прилично тоа може да коштува околу 2000 евра, максимум една соба и една купатила. Аџија ми каже дека ти почни 1500 евра до 2000 ќе го имаш од мене. Само од еден човек. Јас мислев да идем на 10 луѓе по 100 евра да, или 150-200 да стигнеме до целта. Кога Аџија ми кажел дека 2000 само од него, тогаш се менјал планот. Се роди идеја за уште една соба, да. И после отидов кај неки една фирма, Ластар проект во Чегране, вторите луѓе што отидов. Тие му кажи на тие ситуацијата како живеат тие луѓе. И тие го поздравило оваа иницијатива на почеток и ми кажа дека тие се 3 браќа. Ќе дават по 1000 евра само да почнеме да го правиме. Тоа се прави 5000 од една фирма и еден човек. Ибраим Исаити и Вели Лезами живеат во нови домови. Нивната благодарност е непроценлива. Условите сега се многу добри. Што се случи? Како дојде до тоа да ви се направи нова куќа? Дали се сруши од темел или започна се ново? Од темел, да. И ново се направи. Благодарам на сето ова село и на другарот Арбен што ми помогна со своите другари кои го наместивме куќа, ми направи нова куќа. Сулејман Амети во своето село е познат хуманист. Се во ова не би успеало доколку Амети одговорил негативно на оваа акција. Учествувал со по 2000 евра за секоја ново изградена куќа, а финансиска помош дали за реконструкција на останатите. Покрај овој хуман гест, Аџи Сулјо, како што го викаат чегранци, стипендирали 2 девојки кои никогаш не ги ни видел, а им помага и на жителите на соседното село Валковија. Волим да им помогне кои учу, а не познанство или можда пријателство. Знаете ли девојките? Едно знам од прилike, едно не знам никако. Али чуo сам да учу. Девојка една од Ибро има телефон, имам онај контакт номер, па сум одноставно ручно. Онда најболја студента. Нисам прашал, али показвам документи. И така да ми е жао што држава како да треба да помогне. Помагате и во вашето соседно село. Само питај председник селе Русе. Колку пута сум дао прije 6 година сум дао 1000 франке. После сум дао еден пут сад пред јесеном. Дошо скупили су пари. И сваки пут кад god треба волковџани нек прашају за мене чека се улукое. До сега со оваа работна акција изградени се 3 нови куќи и реновирани се 4 домови. За оваа намена потрошени се околу 70.000 евра. Вела дека поминале ефтино, бидејќи сиот материјал е купен под набавна цена, а работниците граделе без пари. Во селото се собрани околу 20.000 евра, а 50.000 евра пристигнале од печалбарите чегранци. Акцијата е спровел Насер Мери, кој работи во Швајцарија. Овие хуманисти тука не застануваат, се подготвуваат да изградат 2 нови куќи на социјално загрозени семејства.